Министерот за правда Игор Филков на пресконференција ги повика судовите во сите институции и судскиот совет да преземат действија со кои ќе се приспита целиот случај со прерано загинатата Фросина. Филков смета дека е крајно време надлежните институции да покажат дека се подготвени да преземат мерка со цел лоцирање на виновниците и евентуална одговорност. Ги повикувам судовите во сите инстанции и судскиот совет да преземат действија со кои ќе се приспита целиот случај со прерано загинатата Фросина. Ви информирам дека денеска донесов одлука да ја разрешам од членство во работна група во Министерството за правда. Судијата, чие име ја бранува јавноста. Крајно време е надлежните институции да покажат дека се подготвени да преземат мерки со цел лоцирање на виновниците и нивна евентуална одговорност. Одговорност мора да се утврди и тука нема компромиси. Од ВМРО ДПМН денес бараат од судскиот совет целосно да разреши судиката, која го ослободи возачот кој уби Фросина. Додека пак од СДСМ сметаат дека наместо ВМРО ДПМН да преземе одговорности, етикетираат, лажат и манипулираат со јавноста. Возачот убиец кој ја усмрти младата Фросина Кулакова, дента наместо во возило требало да биде во затвор. Ако судиката Даниела Алексовска Стојановска наместо во поправен дом го испратила во затвор, како што според закон и требало да постапи. Возачот убиец бил фатен за трговија со наркотици и по ниту еден основ не можел да заврши во поправен дом. Судскиот совет да не чека да помине време, туку веднаш да ја разреши судиката Даниела Алексовска Стојановска, а јавното обвинителство да отвори постапка за истата, како и зошто досудила таква одлука. Јавното обвинителство и судството немаат повеќе слободно време. Додека граѓаните се во болка, додека едно семејство ја губи својата ќерка, ВМРО ДПМН оди по својата стара матрица, гази по трагедија за да се одбрани политички. Ова е партијата што нема граници, нема срам и нема морал. Наместо да најдат решение за проблемите, тие шират лаги, спинуваат и бараат виновници во СДСМ. ВМРО ДПМН треба да знае дека СДСМ не е криво што Васов добил телефон во шутка. СДСМ не го стави неговиот татко на висока воена позиција под заштита на оваа власт. СДСМ не ја избра судијката Алексовска Стојановска. ВМРО ДПМН ја избра од тефтерчето на Гордана Јанкуловска. Соопшти од СДСМ.